Нашата програма е досега најквалитетно направената во Република Македонија. Кога одите со ВМРО ДПМН, вие одите на сигурно, на нешто што ќе биде остварено. Затоа нашата програма се вика Проверено. Ова пред гостиварци го порача претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на митингот кој се одржа на градскиот плоштад. Рече дека програмата произлегла од конкретните проблеми на граѓаните и со неа се решава најголемиот дел од нив. Ќе го реализираме сето ветено, но и проблемите и проектите што се надвор од програмата, а доаѓаат во текот на мандатот, изјави Груевски. Тој најави намалување на ДДВ-то за сточна храна и за жив добиток. Рече дека по воведувањето бесплатни учебници за учениците, сега е потребно намалување на ДДВ-то и за училишниот прибор, за родителите да имаат помали трошоци и побезгрижно да ги праќаат своите деца на училиште, како и за производите потребни за оние што имаат новороденчиња. Најавено беше ново зголемување на пензиите, платите, социјалната помош. Во оваа наша нова програма се предвидени секоја година зголемување на пензиите на пензионерите за 5% поени, се вкупно за 4 години 21,5% зголемување на пензиите на сите пензионери, независно кој од која вера или етникум е. Оваа програма предвидува зголемување на социјалната помош на секој еден граѓанин кој што е примател на социјална помош за 5% секоја година, 4 години, тоа ќе значи 21,5% за само 4 години. Оваа програма предвидува зголемување на платите во јавниот сектор, во државниот сектор, платите на полицајците, платите на наставниците и професорите, платите на здравствените работници, на лекарите, на медицинските сестри, на болничарите, платите на оние што работат во железничкиот сообраќај, платите на сите вработени во целиот јавен сектор, сите оние што ни помагаат за многу наши работи во секојдневниот живот и што се грижат за Македонија и за државата. И за нив е предвидено секоја година, почнувајќи од оваа, да се зголемат платите за 5%, се вкупно 21,5%. Тоа е она конкретно за кое што станува збор. Оваа влада за прв пат сериозно се позанимава со проблемите на земјоделците. Ги покачивме субвенциите и стигнавме до 130 милиони евра оваа година, а за следниот мандат ветуваме по 150 милиони евра годишно за субвенции, изјави носителот на листата во 6-та изборна единица Никола Поповски. Тој најави проекти за ранливите категории, оние што имаат помали примања од 1700 евра на годишно ниво. За отпис на долговите, на начин на кој даночните обврски ќе им бидат одземени и ќе бидат ослободени еднократно од долговите во кои западнале, а припаѓаат во оваа најранлива група на граѓани. Ќе завршиме изградбата на проектот за станови и куќи за лица во социјален ризик и други ранливи групи и ќе бидат изградени 70 стамбени единици во Гостивар. Исто така, ќе ја изградиме и реновираме водостопанската инфраструктура, каде предвидуваме рехабилитација на системот за наводнување во Горни Полог, тука во Гостиварскиот дел. Мојот, а верувам и вашиот избор е Гостивар и Република Македонија. Македонија вечна и вековита, достоинствена и горда на своето минато, сегашност и иднина. Македонија просперитетна и европска. Македонија сонце под кое има и че има место за сите добронамерни, честни и посветени. Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Кандидатот за претседател од ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов рече дека Гостивар е пример за меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот во земјава. Кога станува збор за Македонија, сите сме си наши, независно од етничката или религиската припадност, рече Иванов. Го бранев и ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Претседател сум на сите граѓани, независно од етничката, верска или која било припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам. Бев и кај христијаните и кај муслиманите. Ја посетив и црквата Света Богородица, но и саат џамијата во Гостивар. Бев со моите сограѓани на Рамазан и тука во Гостивар дојдов на Ифтар. Бев присутен кај сите, затоа што има многу религии, но има една вера, вера во Бога. На митингот беше побарана поддршката на гостиварци и на 13 и на 27 април, за како што беше речено, да се остварат сите проекти и повеќе од тоа што е зацртано во програмата.